Воведување на карантин за новогодишните празници нема да даде ефект, дециден е министерот за здравство Венко Филипче. За можни дополнителни рестрикции велике се разговарало на следниот состанок во Комисијата за заразни болести, но не и за можноста да се воведе полициски час. Масовните собири за новогодишните празници министерот велике се решавале со можно ограничување на работното време на угостителите. Ги повика граѓаните да бидат дисциплинирани. Но сепак, за актуелните мерки, тврдиот и се добри и дале резултат. Но граѓаните не се согласуваат со ваквите ставови на министерот. Секојдневно преку социјалните мрежи алармираат дека бројот на заразени и починати во земјава урива рекорди и бараат итно воведување на полициски час. Вознемирува и фактот што веќе сите викенд куќи во ски центрите во земјава се букирани за предстојните празници. Алфа објави дека млади луѓе не се откажуваат од традицијата новогодишните празници да се дочекаат со група пријатели и покрај тоа што е пандемија. Ова пак вклучува нов аларм, веќе во јануари да се појават нови, поголеми кластери. Од друга страна, и доктори се погласно алармираат од засилени мерки треба да има, но дека државата балансира помеѓу економијата и здравјето на граѓаните. Рестриктивни мерки е лесно да се донесат во развиена економија, каде што постои јака индустрија која што ќе може да го покрие недостатокот на овој угостителски сектор. Ние за жал во тој поглед индустријски сме далеко од развиена држава, така што мислам дека во моментот се пробува да се направи некој баланс меѓу здравствените потреби и економските можности. Од друга страна мора да се погледнеме и во очи околу совесноста на самите граѓани. Инаку западноевропските земји најавуваат дека ќе ги заострат рестриктивните мерки во пресрет на божичните и новогодишните празници. Например, германската сојузна покрајна Баварија донесе одлука да воведе рестрикции во движењето до 5 јануари. Жителите на оваа покрајна своите домови ќе може да ги напуштат само со неопходна причина.